Корупцијата и слабото владење на правото е тоа што ги иселува младите, смета амбасадорот на САД Джес Бејли. Widespread corruption and weak rule of law, the two kind of go hand in hand. Широко распространетата корупција и слабото владење на правото се двете работи кои одат рака под рака и многу често младите луѓе се најголемите жртви на тоа. Младите стануваат демотивирани, немаат доверба во системот и се оставаат без прилики. Тоа ги води до тешкиот избор да заминат од земјата по подобар живот. Според Бејли, она што ја стимулира корупцијата е нефункционирањето на институциите, па граѓаните за полесно да завршат работа најчесто самите поттикнуваат корупција. Институциите не секогаш работат, па луѓето бараат начин да ги натераат да проработат подобро. Најчесто наоѓаат пријатели или потплатуваат некој кој ќе ја заврши работата. Тоа изгледа како ситна работа, но има силен ефект врз развојот на државата и институциите на системот. Некои институции како ДИК изминатиот период донеле одлуки кои според нивните толкувања се легални, но во никој случај не се исправни. Има многу работи кои се легални, но не се исправни. Понекогаш исправно е да се променат правилата, а не да се заобиколат затоа што се лоши. Многу луѓе ги подигаат прашањата за транспарентноста на институциите, како Судскиот совет или ДИК. Може би тоа е решението, не знам. Овие размислувања Бејли ги изнесе денеска на правниот факултет во Штипка да одржа предавање пред студентите. Стандардна посета на амбасадорот на Соединетите американски држави на универзитетот, тој доаѓа почетно на нашиот универзитет. Тој е радо виден гост кај нас, бидејќи имаме добра соработка со амбасадата на Америка во Република Македонија. Како што знаете, тука имаме и фулбрајтовец од Америка кој е присутен на правен факултет. Освен во посета на Угада, амбасадорот Бејли се сретна и со штипскиот градоначалник Благој Бочварски.